Татко, во името Исусово, зборувај и денес низ мене и денес и довека. Ова е поука за деца и родители, за деца на разведени родители, кои сигурно поминуваат низ чувство на нељубов. Може би се со едниот родител и тој е најтешка состојба, им пренесува, например, разочарување, гнев, чувства на тој родител против другиот родител, или стека и другиот родител ви пренесува. Тоа не е добро чувство, не е добра состојба. Зошто се развеле родителите? Затоа што без Исус тешко се издржува во љубовта. Никој нема доволно љубов да љуби некого друг и брзо доаѓаат состојби на разделба. Љубовта изладува. И сега ние го имаме тој пример во Библијата кој вели ако некој сака да види добри денови, нека се измири со родителите. Ова е вистински момент да го разберете. Закон Божиот кој не се бега и затоа ви препорачувам да се измирите со родителите, да им простите, да не осудувате, да се покаете и да не заборавите дека имате татко на небесата. Позната е она библиска порака: татко ти и мајка ти те оставија, но јас нема да те оставам, дека ти си дете на небесен татко. Познавам еден родител кој се грижеше што ќе биде со децата по разводот. Во духот му беше кажано: децата не се твои, душите се мои, таткото небесен. И му рече да работи за него, дека тој ќе се грижи за нив. Дерек Принц раскажува една состојба на негов сотрудник, соработник, кој не и простил на својата мајка, зашто била Јеховин сведок, умира од рак. Ете, тоа е причината и последицата на непростувањето и гревот. Имаме и друга состојба: деца оставени во дом за деца без родители од родителите, ги бараат своите вистински родители. И тука е гревот веќе на родителот. Ако детето доаѓа, му чука на вратата да го запознае, да се простат, да се измират, тој не го прима, гревот се пренесува на другите деца. Значи, за да можеш да простиш некому, отвори го твоето срце, нека дојде Исус во твоето срце да ти даде сила да го разбереш ова и да не живееш живот во проклетство, да ја бараш својата правда, да осудуваш. Препораката е на многу места кажана да се измириш со родителите, да им простиш на родителите без разлика што правеле, за да видиш добри денови. Најсетне и упреку, сите сме деца на небесен татко, мајка ти и татко ти те оставија, ни порачува таткото небесен, но јас никогаш нема да те оставам. Биди дете на небесен татко и победи со љубовта. Еден ден сите ќе се соберат во Царството Божјо, зашто Господ Исус Христос е првиот и последниот. После него никој не останува. Тој е Алфа и Омега. Тој е почеток и крај. После него никој не останува. Остани и победи во љубовта, сине на Татко Небесен. Амин.